Во дневникот на ТВМ ќе гледате. Нема мали општини и држави во битката со климатските промени. Одбележана 71 годишнината од формирањето на првата македонска ударна бригада. Најтроферниот атлетски клуб во Охрид бара финансиска поддршка од градот. Ердоган победи на парламентарните избори во Турција, но не го освои мнозинството во парламентот. Следува ТВМ Метео, а потоа започнуваме со најавените и со останатите содржини во дневникот. Останете со нас. Данкат ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денес времето умерено облачно со услови за слаб дожд во попладневните часови. Максималната дневна температура изнесуваше 23 степени, додека УВ индексот достигна вредност 4. Во вторник на Пенинскиот и Балканскиот полуостров, како и во областа на Алпите, се очекува нестабилно време со локални врнежи од дожд и грмотевици. Во останатите делови од Европа времето ќе биде претежно сончево со локална облачност и топло. Најстуден европски главен град ќе биде Лондон со температура од 15 степени, а најтопол Мадрид со 32 степени. На Балканот утре ќе преовладува претежно сончево и топло време со локална облачност. Попладне во јужните, југозападните и западните предели нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици. Максималните дневни температури ќе се движат од 24 до 28 степени. Во Македонија во вторник времето ќе биде претежно сончево со локална облачност и потопло. Попладне во западните и југозападните предели со услови за развој на нестабилна облачност која што ќе услови локални врнежи од дожд и грмотевици. Минималните температури од 8 до 18 степени, а максималните дневни температури ќе достигнат до 23, односно до 32 степени. Во Скопје утре ќе преовладува претежно сончево и потопло време со локална облачност. Минималната температура од 15 степени, а максималната дневна до 29 степени. Во Охрид во вторник предпладне времето ќе биде претежно сончево со локална облачност и потопло. Попладне со услови за развој на нестабилна облачност која што ќе услови врнежи од дожд. Минималната температура од 12 степени, а максималната дневна до 25 степени. УВ индекс 6. Променливото и наместа врнежливо време ќе продолжи до среда. Од четврток следува стабилизација на времето и повисоки температури. Утринските ќе се движат од 11 до 14 степени, додека максималните дневни од 25 до 29 степени. Гледавте Метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Хотел Тино, сместен во идиличниот пејзаж на населбата Свети Стефан, хармоничен спој на смирувачкиот амбиент на борова шума и прекрасното синило на Охридското езеро. Опремен по највисоки стандарди, хотелот располага со спа центар, внатрешен и надворешен базен, базен за деца, детско игралиште, фитнес центар, сала за состаноци. Совршен избор за вашиот одмор и уживање за сите сетила. Ресторанот и летната тераса со капацитет од 250 гости погодни за организирање на секаков вид на прослави и забави, возбудливи кулинарски доживувања, приготвено со љубов и свежи состојки, доставено со љубезност. Хотел Тино, Свети Стефан. Ке дојдете како гостин, ке се чувствувате како дома. Ново инвитро оплодување во Охрид. ПЗУ Захариевски во соработка со врвни експерти од Европа. Сите испитувања бесплатно инвитро на едно место. Остварете ги вашите посакувања.
Ве очекуваме. Родители, побрзајте! Уписите во основното училиште на коледжот Јахја Кемал во Скопје и во Струга се во тек. Докажаниот квалитет на коледжот Јахја Кемал е гаранција за иднината на вашето дете. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Нема мали општини и држави во битката со климатските промени. Ова е една од поентите на втората меѓународна конференција за климатски промени насочена кон општинските стратегии за справување со овој глобален проблем. Дел од општините кои се вклучени во проектот веќе спроведуваат и конкретни мерки за намалување на влијанието врз животната средина. Придонесот и одговорноста во борбата со климатските промени е товар што треба да го преземат и најголемите и најмалите општини, и најголемите и најмалите држави. Ова е само дел од поентите искажани на втората меѓународна конференција за климатски промени која се одржува во Охрид. Истата е насочена кон креирањето на општински стратегии за климатски промени, односно планирање на идните чекори кои локалните самоуправи ќе треба да ги преземат за да го дадат својот придонес во намалувањето на емисијата на штетни гасови. Градоначалникот Никола Бакрачевски како домаќин ја отвори оваа конференција изразувајќи надеж за плодна работа на учесниците. Верувајќи во моќта на знаењето, убеден сум дека сите правиме исти напори за интегрирање на мерки за намалување на јаглеродните емисии. Климатските промени наметнуваат потреба од еколошки, иновативни пристапи и технологии во поддршка на економскиот развој и пораст. Според амбасадорот на Соединетите Американски држави во Македонија Джес Бејли, улогата на сите е подеднакво важна, бидејќи нивната вклученост поттикнува преземање конкретни акции. We can talk about past actions. One other fact. All the emissions until 1970, think of all those emissions through the Industrial Revolution. We do that now every 10 years. 60% of the emissions now come from developing countries. So this is an issue where we all have to band together. We're long past saying you're responsible or you're responsible. We have to work together in our own ways. And change begins, yes, with big policies, but also with policies at each municipality. And it begins with concerned citizens who demand of their leaders to... Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија се јавува како национален координатор за климатските промени. Според министерот Нурхан Изаири, особено е важно што од национално стратегиите сега се имплементираат и на локално ниво. Денешниот настан што се организира е да се вклучат и локалните власти, тоест општините, кои се многу значајни во ова стратегија, така што стратегијата од централно ниво се спушта на локално ниво и нивниот придонес е многу значаен. Ова конференција ќе даде и други насоки, кои насоки ќе се имплементират во локалните стратегии, а впрочем истите насоки ќе бидат вградени во нашата заклучна или нашата стратегија која ќе биде како допринос и придонес кон конференцијата за климатски промени која ќе се одржи во ноември во Париз. Градоначалникот Никола Бакрачевски рече дека и Охрид како локална самоуправа презема одредени мерки во насока на намалување на емисијата на штетни гасови. Секако дека во неколкуте
дискусии кои што општина Охрид ги организираше заеднички со експертите и со сите оние асоциации или здруженија кои се занимаваат со намалување на еглеродната емисија. Ги имавме во предвид можностите за ублажување на штетното дејство од емисијата на еглеродни гасови и меѓу кои, значи, беа разгледувани и предлози за замена или промена на моторите не само во кои што оперираат во Охридското езеро, во водниот сообраќај, туку и на автомобилите и возилата кои што најчесто се во согласно со европската легислатива. Дел од конференцијата беше и градоначалникот на Пехчево, кој како општина е прва во земјава која воопшто изработила локална стратегија за климатски промени. Ние преземавме конкретно промена сменивме фасади, термофасади ставивме на неколку институции, термостатски вентили во институциите, поставивме во Домот на културата, имавме поставено систем на парно грејење, ги сменивме сите улични светилки со штеливи, тоа е прв чекор. Понатаму предвидуваме и други активности како регулирање на речни корита и во селата исто така имаме доста проблеми со поплавите кои што постепено едно по едно ги регулираме. Оваа тридневна конференција е организирана од проектот на USAID за општински стратегии за климатски промени, спроведувана од Милијау Контакт Македонија. На неа учество земаат повеќе од 100 представници на граѓански организации и општини од југоисточна Европа, САД и Холандија, како и представници од UNDP и ЮНЕСКО. Инаку, проектот за општински стратегии за климатски промени е 4-годишна иницијатива која ги подготвува општините да се справуваат со локалните предизвици предизвикани од климатските промени. Активностите се фокусирани на 8 општини, и тоа Пехчево, Теарце, Богданци, Кривогаштани, Маврово, Ростуше, Боговиње, Студеничани и Виница. Годинава активностите се прошируваат и со Прилеп и Делчево. USAID во рамки на овој проект ќе инвестира $3.080.000 за различни активности во избраните општини. Одбележана годишнината од формирањето на првата македонска ударна бригада. Борците кои биле дел од оваа бригада се присетија како било да се бориш и да гиниш за својот народ. Историчарите пак сметаат дека овој настан, иако е од огромно историско значење, не го добива соодветниот третман од државата. На денешен ден пред 71 година се формирала првата македонска ударна бригада во село Локов. Сојузот на борци од Охрид и Струга на пригоден начин го одбележа овој настан. Оваа бригада, која произлегла од македонско-косовската ударна бригада, делувала во Македонија, но и во некогашна Југославија. Незините членови се борели на Сремскиот фронт, а учествували и во акциите во Словенија се до незиното конечно ослободување. Бригадата има добиено 2 ордени, едниот за заслуги за народ, а другиот за братство и единство. Денеска навистина е еден голем ден за паметење по новата историја на македонскиот народ, денот кога е формирана првата македонско народно-ослободителна ударна бригада место Локов, денешен ден, и тоа навистина не прави горди што можеме да учествуваме во еден ваков настан во кој што се чествува нешто за кое што треба да чујат и тие кои што сигурно никогаш не слушнале дека сме имале една ваква славна елитна бригада. 91 годишниот борец Илија Баловски од Струга со носталгија се сеќава на деновите кога бил дел од првата македонска ударна бригада. Тој вели дека паролата за народот ќе го дадам и својот живот во тоа време била чиста вистина, а не само фарса. Да, јас зборувам од длобината на својата душа како личен сведок на минатото за кое во овој ден одбележуваме јубилеј. Ние бевме таму каде што народот, каде што историјата не повика. Не бех јас сам, нити некој беше сам. И према тоа, ако некој исклучио лекува таа доза, ја направих, ја се борев, тоа е погрешно. Ние бевме сплетен колектив, спремни да ги дадеме животите свој за народот свој. Крсте Крстановски од Охрид своето детство го поминал како член на првата македонска ударна бригада и тој се сеќава на тие денови како да биле вчера. 16,5 години на првиот кога се формира бригадата, јас бев пред неа и од тука со бригадата до Зидани мост бев кури во штабот на бригадата. Знаете,
Тоа беа две групи батальони од првата македонско-косовска бригада, која беше на Кожух во зимата 43-44 и кој се врати на 30 април на нашиот терен, од тука почна да врши реокупација на слободната територија на Дебрца. Денес поновите генерации не знаат многу за случувањата во минатото, освен она малку што се учи на училиште, велат историчарите. По моје лично убедување, нема соодветен третман, иако е од извонредно историско значење. Бригадата е нешто свето за Македонија, затоа што низ нејзиниот строј поминале вкупно 1038 борци, од кои 378 немаа среќа да ја доживеат слободата, загинаа. На денешното одбележување кое се одржа во Струга од повеќе здруженија и поединци беше положено свежо цвеќе на споменикот на револуцијата. Најтрофејниот и најуспешен атлетски клуб од Охрид бара финансиска поддршка од градските власти. Атлетскиот селектор и најуспешен охридски тренер апелира градоначалникот да има сенс и слух кон овој успешен градски клуб, на кој распадот му виси над глава и покрај врвните постигнати резултати. Атлетскиот клуб има атлетичари кои имаат постигнато резултати за да не представуваат на Олимписките игри следната година во Рио де Жанеиро. Атлетскиот клуб Охрид, иако важи за еден од најуспешните градски клубови со рекордери и прваци во Македонија, нема поддршка од градските власти. И годинава, како и минатата од локалната самоуправа, добиле негативен одговор на писменото барање за помош, вели професор Владко Димитров, македонски атлетски селектор и председател на Охридскиот клуб. Додека другите, иако помалку успешни атлетски клубови добиваат финансиска помош од своите општини, тоа не е случај со нашата локална власт. Од минатата година на клубот му се заканува опасност да згасне по 38 години успешно постоење и да работи во се полоши услови, напоменува Димитров. Имаме атлетичар кој што се уште е во комбинацијата за учеството на на светските олимписки игри, на олимписките игри кои што ќе се одржат следната година во Рио. Тоа е Славчо Мирчевски во дисциплината скок во далечина, но нагласувам дека нашите атлетичари се голи и боси. Тоа значи нема никаква опрема, нема значи нити мајци за атлетски мајци за надпревар, нити шорцеви, нити спринтерици, нити пак и тренерки. Помошта од Атлетската федерација го спасила клубот и му возможила да учествува на Купот на Македонија за сениори и сениорки годинава. Дома се вратиле со освоено прво место во севкупна конкуренција. Пред 2 месеци Атлетскиот клуб и председателот на Атлетската федерација на Македонија побарале прием кај градоначалникот, но се уште чекаат на средба, напоменува Димитров. Да разговараме и да има добри сознанија за нашиот клуб и за нашите можности, за нашите можни успеси. Мислам дека пред се овој клуб кој што во континуитет има и традиција, работи, ствара спортисти, одлични спортисти. Ако сакаме во тој тренд да продолжиме, ќе мора да биде поддржани максимално од општината Охрид. Ако не, пак ќе повторам дека нашиот клуб ќе се распадне, а за повторно да се формира таков клуб, ќе треба едно 10 години. Но тогаш тренерите ќе треба да бидат платени, а не како мене кој работам само од љубов кон атлетиката, додава професор Димитров. Тој подсетува на успешните резултати кои ги има постигнато со атлетскиот клуб Охрид, ги набројува преку 5000 медали, 45 освоени екипни места и преку 60 трофејни први места во младински категории. Тука се и учествата на бројни балкански надпревари, европски и светски првенства, како и настапот на Силман Реджеп на Олимпијадата во Пекинг. Но од минатата година атлетскиот клуб е преполовен. Од 30 сега има 15 атлетичари кои постигнуваат врни резултати, напоменува Димитров. Недостатокот од финанси не дозволува да работам со подмладок, вели тренерот Димитров, затоа што не е фер дејцата да тренираат, а да не можеме да им овозможиме учество на надпревари.
На државното првенство на Македонија за младинци и младинки, кое се одржа во Охрид, Охридскиот атлетски клуб повторно најуспешен. Вчера охридските атлетичари Мартина Мировска и Славчо Мирчевски постигнаа врвни резултати. Мировска го собори државниот рекорд во скок во далечина со 5 метри и 68 сантиметри, а Мирчевски го изедначи македонскиот рекорд со резултат од 7 метри и 15 сантиметри. Атлетскиот клуб Охрид со 6 атлетичари на 16 јуни ќе отпатуваат во Баку на Европската олимпијада. Атлетичарите на државниот клуб освоја најдобри резултати и бодови од 31 атлетски клуб во земјава. Најголемата и најзначајна музичко-сценска манифестација во Македонија, фестивалот Охридско лето, од 4 до 7 јуни се презентираше на Генералното собрание на Европската фестивалска асоциација, што се одржа во чешкиот град Острава. Охридско лето се презентира на Генералното собрание на ЕФА во Острава, според председателот на управниот одбор на фестивалот Зоран Велјановски Летра, кој како делегат на собранието престојуваше во овој културен центар, покрај предвидените средби со председателот на ЕФА Дарко Брлек, како и со представници на останатите европски фестивали членки на асоциацијата. Конференцијата во Острава била и добра можност на првите луѓе на ЕФА да им бидат врачени официјални покани за присуство на предстојното 55-то јубилејно издание на Охридско лето. Летра информира дека годинешното славеничко фестивалско издание, кој изобилува со звучни имиња од светската музичка и сценска уметност, како и целокупната фестивалска програма, предизвикале воодушевување кај првите луѓе на ЕФА. Навистина беа изненадени од она што го имаме на фестивалската сцена оваа година, посебно од концертот за свеченото отворање и изведбата на едно од најмаркантните музички дела на 20-тиот век, сценската кантата Кармина Бурана од германскиот композитор Карл Орф. Воодушевени беа од тоа што овој грандиозен мултимедијален проект се реализира од страна на продукцијската куќа La Fura dels Baus, кој го оценуваат како најголем спектакол во моментов во Европа, вели Велјановски Летра. На годинешно во Генерално собрание на ЕФА учествувале 123 делегати од 30 на земји во светот. Следната година овој голем собир на најзначајните културни здруженија ќе се одржи во Вроцлав, Полска, град на културата, за 2016 година. Седмоделенката Наталија Стрезовска од Основното училиште Свети Климент Охридски се закити со трета награда за литературна творба на тема Холокаустот низ призмата на детските очи. Од вкупно 92 творби од цела Македонија, Наталија го освои третото место. Проектот е во организација на Меморијалниот центар на Холокаустот на евреите од Македонија со поддршка на Министерството за образование и наука на Република Македонија, ЗФД Форум и град Скопје. Таа преку својата творба Песна за Холокаустот го искажа своето видување за страотните случувања на евреите за време на Втората светска војна со јасна цел – никогаш да не се повтори. Инаку Наталија Стрезовска под менторство на наставничката Никица Мишева неодамна освои трета награда на конкурсот за најдобра песна по повод 24 мај, денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи, а добитничка е и на неколку награди на училишно и општинско ниво. Грантови за 400 нови компании. Почнува вториот циклус на програмата за самовработување. Ова денес на пресконференција го објавија заменик председателот на владата на Република Македонија за економски прашања Владимир Пешевски, министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски. Основната цел на оваа програма е да се поддржат невработените лица во основање на сопствена фирма, формализирање на веќе постоечка дејност и во создавање на дополнителни вработувања. Со оваа мерка невработените лица кои активно бараат работа, своето вработување можат да го решат со финансиска поддршка и неповратни средства во висина од 201.000 денари за 400 нови бизниси, изјави Спасов. Програмата самовработување вклучува обука за предприемништво, помош при развивање одржлив бизнис план и регистрирање на дејност, неповратни грантови во форма на опрема и материјали и менторство во време на започнување на бизнисот со посебен акцент на млади невработени лица до 29 години.
Директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски изјави дека од оваа година предвидени се неколку новини, односно за 32 најиновативни бизниси ќе се доделат финансиски средства од над 240.400 денари. Воедно агенцијата предвидува за оние фирми кои ќе искажат дополнителни потреби за вработување, односно 60 компании, покрај самовработувањето ќе добијат можност за вработување на уште едно дополнително лице, а за таа цел ќе бидат доделени 92.000 денари за секој од овие бизниси. СДСМ денес од кампот на Слободата објави уште една така наречена политичка бомба. Заев рече дека Груевски и неговите соработници прислушувале најмалку 10 активни граѓански организации. Овој пат аудиоснимките не беа јавно објавени, а Заев рече дека истите ќе им бидат дадени лично на представниците на невладините организации присутни на денешната пресконференција. Тој рече дека е јасно зошто нема да ги објават овие снимки, затоа што граѓанскиот сектор е еден од носечките столбови на демократската јавност, или барем така би требало да биде во нормална држава. Преку следењето и прислушувањето на еден од најчувствителните сектори, граѓанскиот, Груевски ги загрозил основните граѓански и човекови права и до темел ги поткопал основните начела на кои што е поставен уставниот поредок во Република Македонија, додаде Заев. Одговарајќи на новинарско прашање за шпекулациите дека СДСМ и ДУИ имаат договор, лидерот на СДСМ рече дека нема таков договор и дека тој веќе објавил бомби за криминалот на ДУИ, кои, како што рече, се соучесници во власта на Никола Груевски. Додаде дека ДУИ не мора да чека Груевски да го направи потегот. Нека докажат дека не се соучесници, нека излезат од власта и Груевски веднаш ќе падне, порача Заев, отфрлувајќи ги сите наводи дека има склучено некаков договор со Али Ахмети. Да ги погледнеме и вестите од светот, еве што издвоивме за денес. Партијата на Ердоган ја прослави победата на парламентарните избори во Турција, но по повеќе од една деценија владеачката партија не го освои мнозинството во парламентот. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган денеска ги повика сите политички сили да работат на почитување на атмосферата на доверба и стабилност во земјата. Поддржувачите на прокурдската демократска партија на народите ги слават вчерашните изборни резултати во Турција, со кои партијата успеа со 13,1% да обезбеди влез во парламентот со околу 80 пратеници. Ова е здружена победа на сите угнетени луѓе, изјавил лидерот на прокурдската партија Селахатин Демирташ. Со губењето на мнозинството на партијата на правдата и развојот, Ердоган нема да може да формира влада. Коалицијата ќе мора да ја состави со партиите на малцинствата. Со тоа, Ердоган нема да може да ги реализира намерите за уставни промени за зголемување на сопствената позиција. Непознати маскирани напаѓачи ги нападнале активистите и го уништиле шаторот на демонстрантите кои од вчера демонстрираат на плоштадот Мајдан во Киев, јавува Russia Today. Нападот се случил доцна синоќа, а напаѓачите насилно ги рушеле шаторите и ги напаѓале демонстрантите. Неофицијално припадниците на полицијата биле веднаш до напаѓачите и не направиле ништо за да се сопре насилството. Организаторот на кампањата Рустам Ташбаев бил уапсен, а покрај тоа биле слушнати експлозии во близина на плоштадот. Инаку вчера демонстрантите се собраа на главниот плоштад во Киев Мајдан и кренаа шатори. Тие побараа председателот на Украина Петро Порошенко и владата да поднесат извештај за спроведување на реформите што неговата влада ги ветила пред една година. Паника во Јужна Кореја по соопштението на Министерството за здравство дека рапидно расте бројот на заболени од респираторниот вирус МЕРС, кај нас познат како нилска треска. Според податоците на медицинските лица, кај 87 луѓе е констатирана болеста, а регистрирани се уште 23 ново заболени. Поради опасност од ширење на вирусот, досега 2300 луѓе се ставени во карантин. Властите во Сеул превентивно затворија повеќе од 2000 училишта. Според податоците на Европскиот центар за контрола на болести, Јужна Кореја е веднаш по Саудиска Арабија по бројот на заболени. Најзагрижени се здравствените власти во Хонг Конг и Тајван, каде што во тамошните медиуми се известува за престој на инфицирани лица во нивните држави. Мерки за предпазливост воведоа и здравствените власти на Јапонија и во неколку кинески провинции. Малезија им советуваше на своите граѓани да не патуваат надвор од државата, а Сингапур ги одложи сите закажани екскурзии за Сеул.
Поранешниот тајландски премиер Шинаватра сега има црногорски пасош. Тајландските медиуми денеска објавија дека поранешниот премиер Такшин Шинаватра, кој по соборувањето во 2006 година живее во доброволен екзил, од сега ќе користи пасош што му го издала Црна. Тајландскиот пасош на Шинаватра беше прогласен за неважечки пред 2 недели, откако воената хунта заклучи дека тој и во странство работи против враќањето на демократијата во Тајланд. Ова беше се во првото издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.